Уште 6 дена трае рокот во кој председателот Ѓорѓе Иванов треба да го стави својот потпис на законот за ратификација на договорот со Грција, доколку шефот на државата го искористи суспензивното вето како што најави. Законот повторно ќе се врати пред пратениците. Според Уставот, ако при повторената процедура гласот го дадат 61 пратеник, Иванов е должен да потпише. На ова го потсети и премиерот Заев, кој изјави дека ќе бара импичмент доколку референдумот биде позитивен. Сепак, судејќи според последното соопштение од председателот и од досегашната негова пракса, сосема е известно дека законот кој вчера стигна кај Иванов ќе остане во фиока, непотпишан. Го повикувам господин Заев со истото двотретинско мнозинство кое е неопходно за менување на Уставот на Република Македонија, веднаш да покрене постапка за утврдување на одговорност на председателот на Републиката, односно импичмент. Мојот став во однос на штетниот договор за името е конечен и останува непроменет и покрај сите искажани закани и притисоци. Иако членот 75 од Уставот вели дека председателот е должен да го стави својот потпис на закон кој е два пати изгласан од пратениците, таа должност Иванов веќе ја има прекршено со игнорирање на законот за јазиците, кој се уште има статус кво. Домашните експерти и меѓународната јавност се на ставот дека Иванов не може да го блокира законот, бидејќи може да биде објавен во службен весник само со потпис на председателот на собранието и со забелешка дека Иванов одбил да потпише. Таа забелешка ќе биде основа за барање кривична одговорност од председателот, кој известувачите на парламентарното собрание на Советот на Европа рекоа дека и Уставниот суд треба да му укаже на Иванов дека има уставна обврска без можност за заобиколување. Дека ветото на Иванов нема да биде пречка за земјава, потврди и еврокомесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан, кој рече дека на тамошното одбивање на председателот да стави потпис врз договорот нема да има влијание врз одлуката на Европската унија за почеток на преговори. Вчера стана официјално и дека поканата за членство за Македонија е ставена на дневен ред на јулскиот самит на НАТО, а речи си во исто време генералниот секретар Столтенберг за француска телевизија изјави дека Македонија има најголеми шанси во споредба со останатите земји кои чекаат членство во Северноатлантскиот пакт.